Општините од регионот, Центарот за развој на Источниот плански регион и други застегнати учесници на јавната расправа по нацрт студијата за развој на туризмот во Источниот плански регион денеска во Штип ги представија и анализираа добиените коментари по однос на истата. При тоа се договорени и идните чекори во процесот на конечна изработка на студијата и започнување на процесот на изработка на стратегијата. На јавната расправа се направи конечна анализа на нацрт студијата и нејзината содржина, поставеност и информација, при што се дефинирани конечните заеднички релевантни ставови за потенцијалните видови туризам од аспект на инфраструктурните, човечките и институционалните капацитети на Источниот плански регион, а согласно природните и културните ресурси и атрактивности. Се издвоени вкупно 55 локалитети кои што заслужуваат особено внимание од како природни ресурси, како природни вредности и како природни атрактивности за регионот. Понатаму се издвоени 106 локалитети, појави, понатаму објекти и така натаму во доменот на културното наследство. До сега се валоризирани 42 селски населби кои што заслужуваат особено внимание во делот на руралниот туризам. И значи се стекнува впечаток точно дека дисперзирано се распоредени, значи различни елементи од природното, културното и руралното наследство низ регионот, така што интересно, значи не постои еден доминантен жаришен центар, барем според нашите досегашни анализи, кој што треба апсолутно да доминира во регионот, меѓутоа една комплементарност постои во однос на атракциите, во однос на можната понуда, која што треба да представува некаква заокружена целина, односно кога би престојувале туристите, кога би дошле овдека, да им се пружи можност да посетат што повеќе објекти, бидејќи на тој начин ќе се добие една целина, една убава слика за целиот регион. Покрај тоа на јавната расправа учесниците ги разменија и усогласија ставовите поврзани со информациите, содржината и поставеноста на нацрт верзијата на студијата и ги усогласија идните чекори во процесот на нејзина конечна изработка. На јавната расправа учесниците ги посочија своите ставови вградени во коментарите преку постоечки примери, насоки, позитивни и негативни искуства, кои ќе се вградат во студијата. Денеска е ден во кој се привршуваат полека активностите поврзани со изработка на студијата со која ги испитува потенцијалите за развој на туризмот. Односно, денеска се прави јавна расправа со клучните чинители во делот на туризам од целокупниот регион и од оние чинители кои се релевантни, а кои доаѓаат од национално ниво. Целта е да се испита се она што е напишано во тој документ, да се изанализираат забелешките кои беа доставени од страна на чинителите на кои им беше доставена оваа студија на читање во нацрт верзија, за да можеме сите заедно да ги усогласиме и да пристапиме кон нејзино финализирање, затоа што оваа студија понатаму ќе биде основата од која ќе се тргнува во изработка на стратешкиот план кој треба да ги дефинира развојните чекори, идните развојни правци во делот на туризмот во периодот 10 години во Источниот плански регион. Инаку вкупно 8 поглавија на околу 170 страници содржи нацрт верзијата на студијата за состојбата со потенцијалите за развој на туризмот во Источниот плански регион, изработена во 2014 година како проектна активност во рамките на проектот за изработка на стратегијата за развој на туризмот во Источниот плански регион со акционен план за период од 2015 до 2024.